Почитувани, добар ден, вести во 16 часот, како што најавив во претходниот информативен блок, мој соговорник во овие вести е пратеникот Владко Ѓорчев од ВМРО-ДПМН. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, поздрав до вас и вашите гледачи. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од вестите на телевизија Нова, за да појасниме што се случува во законодавниот дом. Во четвртокот бевме сведоци на едни партиски надмудрувања околу деловникот. Социјалдемократскиот сојуз, повикувајќи се на член 78 став 2 од деловникот за работење на собранието, побара поддршка од 10 пратеници, конкретно пратеникот Оливер Спасовски, за да може да се прескокне расправата за точката за избори и именување, за избор на комисијата за избори и именување, и да се премине на следната избор на председател на собранието. Од друга страна, вие тврдите дека ова е надвор од деловникот и се повикувате на член 80 став 2 од деловникот, со кој се вели дека расправата мора да се исцрпи, па да се премине на следната точка. При тоа имавте и координација кај претседавачот со конститутивната седница Трајко Велјановски. Може ли да најдете заеднички јазик или во понеделник ќе ја гледаме истата слика и ќе бидеме сведоци повторно на политички надмудрувања? Заедничкиот јазик е деловникот на Собранието на Република Македонија. Тоа се правилата според кои што работи Собранието на Македонија. Че ова што СДСМ сега го баре, ниту еднаш се нема случајно во 27 години македонски парламентаризам. Значи не може да се прекине точката на сред точка. Да, може да се смени дебатата, но доколку некоја точка може да се смени редоследот на точките, доколку некоја точка се завршила. Значи не може во сред точка, во сред дискусија. Значи имаме сега 4-5 пратеници зборали, уште 45 пријавени. Не може во сред точка да се менува редоследот на точките на седница во собранието. Тоа никогаш се нема случајно до сега и ова што СДСМ го бара е надвор од сите правила, тие тоа добро го знаат. Значи, ние сме имали ситуација овие 10 години 100 пати сме сакале да ја завршиме побрзо работата. Сме имали амандмани од СДСМ, многу пријавени, дискусии, реплики и така натаму. Сме имали одолговлекување. Но никогаш на сред точка која што се дебатира. Значи, уште еднаш, ова што СДСМ го бара, не само што го бара, туку што сака насилно да го наметне, ниту еднаш се нема случајно во Собранието на Македонија. Тоа е надвор од сите правила, надвор од сите пракси, надвор од деловникот и надвор од Уставот на Македонија. Значи, пратеникот има право да зборува. Што е пратеникот? Пратеникот е парламентарец, пратеникот е лице делегирано, избрано од граѓаните на Македонија. Нас не ни го дал легитимитетот ниту Оливер Спасовски, ниту некој од СДСМ. Нас легитимитетот ни го дале граѓаните на Македонија. Пратеникот се пријавил за дискусија и има право, има обврска пред граѓаните да се заврши таа дискусија и ние имаме намера да си го искористиме тоа право кое што Уставот на Република Македонија, парламентаризмот и демократијата ни ги дале. Се спротивно на ова е суспендирање и на парламентаризмот, суспендирање на демократијата, режим во најава, суспендирање на Уставот. Значи, јасни се позициите на кои што се наоѓаме и тие и ние. Јасно е дека и правилото, и правдата, и деловникот, и Уставот се на наша страна. Не може тоа преку бајпас варијантите на СДСМ да се едноставно премости со некој понтонски мост кој што никој не го видел овие 27 години во Македонија. СДСМ ве обвинува дека ја кочите, дека намерно ја долговлекувате расправата во парламентот. Ако еден од плановите на СДСМ беше да се забрза работата и да се премине на следната точка, тоа можевме да го видиме во четвртокот со предлогот на Оливер Спасовски. Има ли план ВМРО-ДПМН со оглед на тоа што вие велите дека останувате на својата позиција докрај да се истера ова дебата за избор на комисијата за избор и именувања? При тоа вие барате одговори што конкретно договориле Заев и Ахмети и кои делови од тиранската платформа се прифатени. Има ли план ВМРО-ДПМН? Планот е да имаме дискусии, планот е да дебатираме. Планот е едноставно да го искористиме она што ни го дал Уставот на Република Македонија, она за што граѓаните на Македонија, гласајки за нас, не делегирале во највисокиот законодавен дом. Значи, СДСМ неколку пати кажа дека прифаќа платформата за која што зборуваме. Таму има еден куп точки кои што се прилично проблематични за Република Македонија. Та има точка, например, за де факто, меѓу редови, но тоа е напишано за ослободување на луѓето кои што се виновни за она што се случи во Куманово. Таму 8
полицајци загинаа и уште 30 не беа повредени со шрапнели, со куршуми, со експлозивни направи. И сега СДСМ ќе ни каже дека тие кои што пукаа врз полицијата, тие кои што имаа во рацете базуки, РПГ, експлозиви, снајпери, автомати и така натаму, сега одеднаш тие луѓе се невини и треба да се пуштат. Ќе ни каже за луѓето кои што во судска процедура има докажана вина за случајот кај Смилковско езеро и тие дека треба да се пуштат. Значи, колку амнестии има намера СДСМ да ни приреди само за да се дограби до власт. Понатаму, има цела низа на решенја во таа платформа која што фундаментално ја редефинираат состојбата во Македонија, која што ја влошуваат состојбата во Македонија. Питер Ван Хаутен нас ни кажа, па што е страшно, вели, толку и да биде федерализмот. Ние на Балканот знаеме што значат федерациите. Значи, ние не сакаме Македонија да ја доживее судбината на СФРЈ, Социјалистичка федеративна република Југославија, која што се распадна. Тоа беше федерација. Ние не сакаме да ја доживееме судбината на Советскиот сојуз, кој што исто така беше федерација и се распадна. Не сакаме да ја доживееме судбината на Чехословачка, која што исто така беше федерација. Ние не сакаме да имаме нефункционалноста на Босна и Херцеговина, која што 20 години после Дејтонскиот договор е нефункционална држава. Реално таму со месеци и со години не може да се избере влада. Таму има 100-150 министри, кантонални министри, федерални министри, не знам, вакви единки, сојузни и така натаму и така натаму. Тоа ја прави државата и скапа и нефункционална и тоа е едноставно поставеност која што во одредени околности може да значи дезинтеграција на таа држава. Значи, ние Македонија гледаме однака како што Македонија е дефинирана во Уставот. Ние гледаме Македонија како унитарна држава, Македонија која што е мултиетничка за сите. Ние гледаме Македонија како држава во која што сите ги имаат своите права. Значи, внимавајте, ние години наназад имаме афирмација на правата на сите етнички заедници во Република Македонија. Дали стана збор за основно образование, средно образование, високо образование, дали стана збор за користење на јазикот во собранието на Република Македонија, празници и така натаму, знамиња пред општини. Значи, Македонија покажала слух, покажала сенс за потребите на своите граѓани на ова мултиетничко општество кое што го има во Македонија. Но истовремено, Македонија не сака да дозволи предпоставки кои што може да значат дезинтеграција и распад на оваа држава. Македонија не сака во името на тоа СДСМ да направи влада или Заев да стане премиер, едноставно да си ја скрши ногата и да биде држава во инвалидска количка. Затоа што сите планови на СДСМ се до денот на изборот на влада. Нив само тоа ги интересира. Нас интересира што ќе биде ден после тоа. Треба да гледаме кај ќе биде Македонија за година, 2, 3, 5, 10. Значи, мислам дека овој авантуризам, ова неодговорно коалиционо договарање кое што се случува не е добро за оваа држава. Дури да се направи таа влада, иако гледаме ние и тоа како ќе го искористиме нашето право да дискутираме долго и долго, затоа што сакаме да дискутираме. Затоа што имаме право на дебата, затоа што граѓаните го бараат тоа од нас. Значи, ние имаме ситуација во собранието на Македонија каде што таа влада ќе биде цело време на СДСМ уценета. Ќе биде од опасност да биде соборена, дали за недела, 2, 3 или 5. Значи, ајде да дискутираме за стабилна влада, ајде да дискутираме за стабилноста на Македонија, ајде да дискутираме за оно што се нарекува едноставно како оваа држава ќе се врати во нормала, а не бајпас варијанти и ситни комбинации за недела, 2, 3 или 5. Ѓурчев, предупредивте и вие пратениците од ВМРО ДПМН, но и вашиот лидер за насилно сценарио во собранието, односно за обиголување на деловникот и насилен избор на председател на законодавниот дом. Вашиот лидер вчера повика на будност и подготвеност. Што значи ова? Па будност и подготвеност, затоа што сведоци сме дека на Македонија се приредуваат сценарија кои што се надвор од оно што се нарекува интерес на Македонија, интерес на граѓаните, на сите етникуми. Значи, да ја сочуваме стабилноста, да не го дозволиме насилството на СДСМ. Затоа што ние во моментов имаме 45 пратеници, гласани од народ, од стотици илјади граѓани на Република Македонија. Значи, кога пратеникот го притиска копчето, тој зборува во свое име, зборува во името на луѓето кои што ги представува. Ако некој мисли
дека туку така ќе помине ништењето на стотици и стотици илјади граѓани на Република Македонија, тогаш мислам дека има голема заблуда. Затоа што претендникот има право да збори. Тоа му го дава Уставот, тоа право, кој што е највисок законодавен акт, тоа му го дава сите закони, тоа му го дава Деловникот на Собранието на Република Македонија, тоа му го дава парламентарната пракса во секоја демократска држава. Значи, не може, како одеднаш сега СДСМ се сетиле да ги прекинат дискусиите на начин на кој што ниту еднаш не била прекината дискусија 27 години наназад. Тие знаат дека не се оправа, тие знаат дека не може тоа да се направи. Па да беше така, ние до сега 100 пати ќе прекиневме дискусија затоа што не ни се допаѓало кога СДСМ ни ги одлагал законите, бавни беа процедурите, постапките и така натаму. Но рековме, чекајте, ова е парламентаризам, имаме деловник, ќе си ги довршиме точките една по една. Не може на сред дискусија да се менува редослед на точки на седница. Затоа што тоа до сега 100 пати ќе се направеше во собранието, затоа имало потреба, желби, исто така, не 100, 1100 пати, а сега одеднаш СДСМ кога ниф им одговара, кога пратениците зборуваат, кога едноставно Македонија е вознемирена, граѓаните со право се загрижени за она што и се случува и приредува на Македонија. Затоа што гледаме дека има еден куп договори зад завеса. Дали беа сите овие работи на маса на изборите? Не беа. Изборите беше некоја сосема друга дебата. Завршуваат изборите, сето тоа не важи, одиме со тиранска платформа. Значи, сега, ако е тоа она што и се предува Македонија, замислете што е тоа што сега се договара, што ќе го чуеме за 3 месеци, 6 месеци или година дена. Значи, ова е директен обид за владење со Македонија без народот. И мислам дека во тој дел сите треба да бидат одговорни. Значи, треба да се спушти топката, а не да се стиска на газ. Секој политички субјект, секоја политичка партија, секој политичар, секој тој кој што претендира да биде премиер или да носи одговорна функција, самиот одлучува дали во оваа комплицирана, сложена состојба ќе биде пироман или ќе биде пожарникар. Ни требаат повеќе пожарникари, ни требаат луѓе кои што ќе ја симнат топката и кои што едноставно ќе речат, чекајте луѓе, дајте да не одиме уште подлабоко и подлабоко во кризата. Сме констатирале многу пати, кризата трае предолго, кризата треба да се разлеши и едноставно треба онаа тензија која што се има да се најде вентил да се испушти. Неодговорните чекори, не само што нема да намалат тензијата, туку уште повеќе ќе ја зголемат и оваа висока тензија која што веќе имаме. За вас решение се нови брзи предвремени парламентарни избори, но како? Го слушаме ставот на лидерот на СДСМ Зоран Заев дека на Македонија не и требаат нови предвремени парламентарни избори. Па на СДСМ само му требаат избори, изгледа кога само има гаранција дека ќе победи или дека после тоа ќе направи коалиција, нели, сите партии против ВМРО ДПМН, па некако да најде начин да го компензира она што го нема како легитимитет помеѓу македонските гласачи. Значи не само ке македонските гласачи, туку оваа коалиција на ВМРО ДПМН и за подобра Македонија 25 политички партии го освои убедливото мнозинство и кај останатите заедници во Република Македонија. Значи, имаме јасна победа на оваа коалиција на ВМРО ДПМН кај турската заедница. Во општина Врапчиште, во општина Гостивар и цела низа на други места, не ги набројувам сите, имаме јасна победа кај ромската заедница. Значи, во Шуто, Ризари, во цела низа на ромски населби во Република Македонија имаме мнозинство од ромските гласови, имаме мнозинство од бошњачките гласови. Имаме убедливо мнозинство исто така и од влашките гласови, имаме мнозинство од граѓаните срби кои што гласаа. Значи, дали тоа било Старо Негоричане, дали било Куманово, дали општина Дојран и цела низа, Росоман и цела низа на други општини. Имаме големо мнозинство од македонскиот народ. Значи, во тој дел, оваа мултиетничка коалиција на ВМРО ДПМН има мнозинство и кај македонското гласачко тело, и кај турците, и кај србите, и кај ромите, и кај власите, и кај бошњаците, и кај останатите. Значи, во тој дел не може легитимитетот на СДСМ, кој што да, факт е дека тие со политичка понуда, со платформа, советување го добиле во Арачиново, или пак го добиле во Желино, или во Боговиње, кој што е легитимен,
Но не може тие тоа да го бајпасираат и да владеат врз сите други со легитимитетот кој што го добиле, например, во Липково или во некоја друга општина. Значи, Македонија е мултиетничка држава, Македонија е држава во која што треба да се има сензибилитет за политичките ставови и мислење, исто така и на македонскиот народ. Значи, она што СДСМ го има како хендикеп на нас за 25 години, а тоа е дека многу ретко, само еднаш, 2002 година, на 15 септември, освоил мнозинство и легитимитет од македонскиот народ. Сите останати избори, овие 27 години, СДСМ ниеднаш нема победено на избори, освен 2002 на 15 септември. Ниеднаш. Значи, од 70 години на нас, 72 години, од 45 година до сега, од 45 до 2017, во 72 години, СДСМ владе некаде 60 на години, во тие 72 години еднаш има победено на избори, а тоа е на 15 септември 2002, после направена војна, конфликт, рамковен договор и сето она што и се приреди на Македонија во 2001 година. Значи, тој недостаток на легитимитет, кој што СДСМ системски не може да го испорача на избори, тие го компензираат со некои понтонски мостови, изборни инженерици, постизборни коалиции и така натаму, но тоа не може да произведе легитимитет кај граѓаните, тоа не може да произведе поддршка, тоа не може да произведе политички процес кој што нема да биде опониран од огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија. Се појавија информации за можна лидерска средба, дали ВМРО ДПМН ќе седне на маса и колку вие решението го гледате преку еден ваков политички диалог со цел Македонија да излезе од оваа политичка криза? Ние треба да закажеме датум за нови избори. Тие треба да закажеме датум на кој што Македонија ќе може да се изјасни за она што и се приредува. Ако тие имаат тиранска платформа, нека повелат, нека излезат па народ, кој речат тоа е наша политичка платформа, тоа е нашата понуда, повелете граѓани на Република Македонија, гласајте или не гласајте. Значи, ние треба да се договориме за датум за избори. И да се направи некака влада. Мислам дека во догледно време не може да се направи владата со оглед на констелацијата на состојбите во собранието на Република Македонија. Таа влада нема да трае долго, затоа што ќе биде нестабилна, затоа што барањата и испораките кои што ќе се очекуваат од Зоран Заев ќе се засилуваат недела после недела. Значи, дури хипотетички и Зоран Заев да стане премиер, за недела дена ќе добие ново барање, за 2 недели друго, за 1 месец трето, за 2 месеци четврто, за 4 месеци пето. Значи, и ќе треба постојано да се испорачува. Никој нема да му каже него, види, ти си добар, нема смисла, или чекај со усул, ќе одиме со барање. Тебе конкретно, значи, што ќе биде со барањето во платформата за ослободување на оние 30 на луѓе кои што го нападнаа Куманово и кои што убиваа македонски полицајци. Што ќе биде со нив? А таму во платформата јасно пишува што треба да се случи. Што ќе биде со оние кои што убија 5 деца, баш пред Великден, за време на она што се случи во Смилковско езеро. Што ќе се случи со тоа? Што ќе се случи со случајот со Сопот кој што е пресуд и така натаму и така натаму. Значи, плюс што ќе биде со знамето, грбот, химната. Што ќе биде со цела низа на други прашања. Дали во 2002 година СДСМ не најави дека ќе прави територијална поделба, па ја добивме 2004 и се укина еден куп општини и последици од таа територијална поделба која што трае до ден денес. Значи, нека појде некој во Кичево, во Струга, во исто така некои делови од Скопје и нека ги види последиците од сето тоа. Не само во Западна Македонија, во Источна Македонија се укина еден куп општини кои што се беа функционални, за кои што луѓето имаа потреби. Значи, тоа е едноставно пракса на СДСМ 20 на години наназад, каде што не се најавува што ќе се направи, но се приредува нешто од кое што после тоа целиот народ се вознемирува и реагира. Значи, мислам дека сега во тој дел тие непринципиелни коалиции, тие договори, тие пазарање се поголеми отколку било кога друго. Значи, сега се апсолутно најголеми во последниве 27 години и затоа, значи, имаме ситуација каде што стотици и стотици илјади луѓе се на улица и протестираат. Значи, еве, погледнете, например, во Скопје. Ние на последниви избори во Скопје знаете дека
Имавме места каде што победивме, имавме места каде што загубивме. Значи, ние немавме победа на коалицијата на ВМРО ДПМН во општина Центар или во општина Карпош или во општина Аеродром. Но сега има еден куп луѓе кои што ниту гласале за ВМРО ДПМН, ниту некако се симпатизери, ниту орбитираат или било што, излегуваат. Да, излегуваат многу симпатизери на ВМРО ДПМН и другите партии од коалицијата, но еден куп луѓе, обични, кои што се не партиски, не политички, па дури или кои што биле дел од Шарената револуција, велат, чекајте, што е ова? Истото се случува и по другите градови. Значи, ајте, Бојана, ние имаме сега протести кои што се случуваат во селата. Во селата имаме протести, значи, толку е силно чувството кај граѓаните, толку е голема вознемиреноста. Значи, ние имаме протести во општина Василево, во општина Ново село, во општина Босилово. Понатам имаме во општина Могила, Новаци. Имаме протести во Кривогаштин, имаме протести во Росома, имавме протести во Лозово, Чешиново, Облешево. Значи, не зборуваме сега тука дека има протести, не знам, малкубројни, само одреден број на политички или партиски симпатизери. Во Скопје, на улица се еден куп луѓе кои што не се приврзани за ова или за онаа партија, туку кои што се загрижени за Македонија. Имаме 40 на градови во кои што имаме протести, а имаме исто така и села. Значи, мислам дека не треба работава да се тера на инет, апсолутно, туку работава треба да се тера со усул, со одговорност, со лидерство, со државништво, со грижа за Македонија. Би се навратила повторно на оно што се случува во собранието. ВМРО ДПМН нема пратеничка група. Имаме еден предлог за сега за председател на собранието, доаѓа од СДСМ, го предлагаат Талат Џафери да биде председател на законодавниот дом. Од Демократската унија за интеграција ќе предложили ВМРО ДПМН своји кандидати за председател на собранието. Па ние во моментов имаме 45 луѓе кои што се пријавени за дискусија и на кои што секој од тие пратеници, 45-50 луѓе, се едно колку се во салата, му реплицираат. Значи, во тој дел, секој пратеник има право да си го каже мислењето. И тоа е совршено легитимно според Уставот, Деловникот и законите. Пратениците имаат право да зборуваат. И ние го искористуваме тоа право и тоа право никој не може да ни го одземе. Не може да ни го одземе затоа што, еве, конкретно го спомнавте и Талат Џафери. Талат Џафери во собранието на Македонија читаше поезија со денови. Талат Џафери молчеше од говорница со часови. Со часови. И сега, во име на истиот тој пратеник да биде избран за председател на собранието на Република Македонија, надвор од сите процедури, ќе го одземеме правото на пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија да дискутираат. Значи, оној кој што молчал со часови од говорница или читал поезија, и тоа патем речено, значи, таа комисија ја водеше Цветанка Иванова од СДСМ. Од СДСМ. Значи, таа комисија каде што имавме читање на поезија и... Да, значи, тогаш не требало да се одзема збор, а сега кога имаме луѓе од крв и месо, пратеници кои што дискутираат во пленарната сала, и тоа се содржајни дискусии на кои што СДСМ нема одговор, сега ќе правиме рашоманијади, ќе правиме лакрди и ќе правиме понтонски мост надвор од било кои правила кои што ги имаме на собранието. Значи, мислам дека е јасна работата на граѓаните на Македонија. Граѓаните се врховниот арбитар. Легитимитетот доаѓа во Република Македонија и произлегува од граѓаните на Република Македонија. Без оглед колку сака некој тоа да го релативизира, без оглед на тоа колку сака некој тоа да го заобиколи, народот е незаобиколив фактор. Ви благодарам за овој разговор и што бевте дел од вестите на телевизија Нова.